убавата Македонија, бев почестен како гостин на дворот од царот Петрашин. Тој, како љубезен домаќин, ми дозволи да цирнам во безмалку сите тајни на неговиот дворец. Имав можност да ја посетам и тајната одаја во која стапнале нозете на малкумина одбрани луѓе. Одаја во која царот ја чува својата збирка од фазни, од секаква старост, големина и материјал. Семоќниот Господ подреди да бидам сведок на необичен настан, за кој вреди да оставам веродостоен запис. Погледайте ова прекрасна вазна, извадена од потоната Галија. Мислам дека е постара од 3 века. Лично, кралот Огноме ми ја подели. Убава филигранска изработка. А погледайте оваа мајсторија на рачната изработка. Овие се од Фиренце. Прекрасна збирка. Но височество, ми загрижува твојата претерана грижа. Сепак, овој гранчар е убава за око. Грижи? Никогаш доволно. Мил Боже, славен на небото и громовит на земјата. Здрав сум. Тоа го должам на Твојата милост. Но во последно време навечер лошо спијам и наутро ми треперат рацете. Тоа за мене може да биде убиствено. Слуга сум кај семоќниот цар Петрашин. Имав среќа и привилегија да ме подучуваат мудреци. Нашиот сакан цар не сака неговиот прослуга да биде прост и ми додели задача од највисок ред, да бидам чувар на неговите вазни. На нив не смее да падне ниту прашинка. А како да го постигнам сето тоа со овие мои 10 растресени прсти? Те молам, мил Боже, дај ми сила во нив, да имам стисок, ниту многу силен, ниту многу лесен. Оти кревките вази можат ненадејно да пукнат. Стравот ме нагризува. Се разболувам од него. Те молам, миле Боже, дај ми сила да издржам. Височество, за приему ли Бахат, трговец од истокот? Мојот пријател Бахат, имам малку време за тебе. Седи. Господару, дојдов да ве замолам за скромна привилегија. Сакам да ми дозволите да тргувам малку по некои ваши панаѓури. Се разбира дека звечкањето на златниците ќе ја заокружи мојата молба. Златниците ќе ги примам, затоа што мојата каса е речиси празна. Мојот писар ќе ти го потпише признанието. Мојата посета ќе биде половична, ако го заборавам најглавното. Ако е тоа на кое што мислам, тогаш кажувај. Погодивте, господару. Ви донесо вазна, ископана од темелите на стар храм. Прекрасно. Чудесно. Неверојатно. Веднаш нека дојде Тантанас.
слугата Тантанас да се яви кај царот. Тантанас, земи ја Вазнава и одреди почесно место. Утре подробно ќе разгледам. И внимавај по скалите. Дозволете да се оддалечам, господару. И каде застанавме, Бахат? Носам неколку товари кинеска свила. Сакате вие да ја одредите цената или... Продавај слободно. Богатите нека го одврзат кесет. Тантанас, каков е тој земјотрес во твоите раце? Нервите, ваше височество. Внимавај дење, трепери ноќе. Одвај чекам нашиот милостив цар да ми одреди замена. Одајата со вазните ми е претешко бреме. Знам, но Петрашин токму во тебе има неголема доверба. Ваше височество, моиве прсти понекогаш ми откажуваат послушност. Затоа ве молам, уште еднаш да го замолите нашиот милостив цар да ме ослободи од оваа служба. Вам не може ништо да ви одрече. Добро, ќе се обидам, но до тогаш внимавај. Секој трет ден бриши ја прашината од вазните. А јас, нека ми биде простено една мала лага. Ке потврдам дека 2 пати дневно ја бришеш прашината. Милостива царице, вие сте ми единствената надеж. Бахат, ти си непоправив номад. Но триеш раце, а? Трговијата добро ти оди. Грев ми е да се пожалам, но сепак ти завидувам на твојата сиромашта и на твојата слава. Твоето патеписно перо остава вредни записи за нашите идни поколенија. Благодарам. Внимавај на ловецот. А со вреден подарок го смекна царското срце, а? Вазна, што друго? Ти си на потек. Знам. Слушај, Жирдало, ако патуваш на север, трнеме заедно. Не ми се врза. Туку се шушка дека е можна војна со соседното царство. Велиш, а? Да. Тоа е добра шанса за мене. Ке распродадам се што донесов овде и патот под нозе. Да видите, ови чистички за нашиот цар да се радува. Така. Така. Ово. Фино. Така. Ајде. Сега и тебе. Да чистам. Горе. Така. Се скрши. Вазната се скрши. Збогом животе. Сам си пресуди. Тој мрзлив, дремливец скршил скапоцена Вазна! О, затоа нашиот закон е сурово јасен! Ке виси на бесилка јавно
како доказ на сите верници. Што значи тоа? Покорност! Прошка! Прошка за тој никакве стоа, не доаѓа прави стража! Водете ме веднаш кај тој никакве, сакам да му плукнам в лице! Многу чудна раздвиженост се случува во царскиот дворец. Дали го мислиш истото што и јас? Ко препознал бесниот глас на царот Петрашин. Слушај, жендало, најдобро ќе биде ние двајцата да се седиме настрана. А, не. Јас секогаш скокам во ги. Одам. Да поедам јас, а? Па најпосле не е се во добивката и во бројките. Ти, толку години си во царска служба, а ти си дозволи да скршиш едно од моите најскапоцени вазни. Злокобниот чекан. Веќе ги кове злокобните шајки за твојата утрашна бесилка. Кажи ми, се плашиш ли? Се каеш ли барем малку? Многу те сгрешив. Некаков невидлив ѓавол ми ја турна раката. Ѓаволи не постојат. Утре, од царската ложа, ќе го наблюдувам твоето бесење. Се надевам дека барем малку тоа ќе ме задоволи, ќе ме смири. Спокон. Ти нанесо штета. Умирам со катрам во срцето. С Богом, Господару. С Богом. Височество, сепак ме молам, поштедете го животот на слугата. Што? Да не сакаш уште и да го наградам затоа што ми одзеде таква скапоценност? Најголема скапоценност е човечкиот живот. Ве оставам со таа мисла и со вашата совест. Дилемите споделени помеѓу двајца се многу помали, господар. Во лошо време здодевеш бахат. Ако не може да се измоли, може би може да се плати. А ти сакаш да откупиш нешто од мене што е безценето? Со ваша дозвола, господаров, би подарил овие скапоцени камења во замена за животот на Тантанас. Глупаво и непотребно. Колку што знам, не ти е ниту роднина, ниту пријател. Човек е, господару. Скапоцена Божја рожба. Тргни ми се од пред очиве заедно со тие твои скапоцени камења. Тешко ми е, бахат. Господару, царското срце, ако е праведна Терезија, праведно ке премери. Скапоценост. Убав збор. Означува вредност. Поседување на вредност, задоволство, моќ. Вчера, лутка корис. Наредив од маздолюбиво убиство на еден човек. И колко тоа јас сакав да убијам. Пријател,
кој што се радуваше на сите мои чекори, затоа што ме болеше секое парче од скршената ваза. Ме молеа, ме преколнуваа, јас реков не, и одеднаш проблеснување. Што може да биде поскапоцено од било чии и било каков човечки живот? Затоа, поданици мои, наредувам да се урне бесилката, а мојот слуга Тантанас го ослободувам од обвиненијата. Се случи токму така, а добриот Бог на уметноста ми е сведок дека не одзедов и не додадов ништо. Од овие дворски премрежија, чинам сите излеговме некако прочистени и просветлени. Човечкиот живот е нешто најскапо и најсвето. Цвет за секоја вазна, но и разбирање за сечија судбина. А јас, скромен запишувач, за идните поколенија, веќе утре патувам кон северот. Трговецот Бахат ќе ми прави друштво. Секој со својот немир и со својот късмет.